Ајде едно наградно прашање, господине заменик министер, колку вреди изборна единица 3? 0. Еве толку вреди. Сега, бидејќи вистината е како шило, еве го манифестот. Во манифестот сте ветиле изградба на локален пат во Штип, едно и единствено ветување од целиот манифест, само ова, еве толку вреди изборна единица, локален пат Штип, Шашаварлија, Почивал. За оној пат кој пред малку говори. Еве го отчетот. Во отчетот се вели дека, да, патот е направен и се потрошени 34 милиони и 400 илјади евра. Денари. Кај се парите? Каде е патот? Го нема, исчезна. Парите заедно со патот. Па зошто поднесуваме амандман, ево таму идеме? Или ние колега Ердоган, па ние идеме по погрешен пат. Луѓето го имаат направено, ама ние не го гледаме. Во оваа држава се е виртуелно. И затоа не можеме да го најдеме патот кој, замислете, е направен од владата. Лага до лага. И лагите продолжуваат. Еве да не мислите дека јас увеличувам или не говорам вистина. Еве отчет, еве манифест. Со ова мавтавте пред граѓаните, со ова ги собиравте гласовите. Ама вистина, вистината е друга. Заменик министер, овој пат 10 милиони евра бараме од возила. Не мора да се возите во толку луксузни возила, или, поедноставено, нормалниот живот на луѓето во селата, во овие села, тоа се селата Оџалија, Габер и Ебипли, чинат колку еден хонорар на Валентина Степановска. За еден хонорар на Степановска овие луѓе немаат основни услови за живот. Да ви пообјаснам каде се наоѓаат овие села, бидејќи не знаете очигледно, оние што знаат ги нема, бидејќи не можат овде да реплицираат или да се соочат со нешто, ја знаат вистината. И тие одат по оној кршливиот пат, не по оној виртуелниот. Ако сте биле во одмаралиштето Плачковица, верувам дека сте биле, бидејќи таму има фешти случувања на ВМРО ДПМН, се јадат јагнини и такви работи. Значи, од Карбинци до горе до одмаралиштето на Плачковица има асфалтен пат. Од асфалтниот пат, на двете страни од патот се расфрлани овие 3 села. Пристапот до овие села е по 1 километар од асфалтниот пат. За 1 километар ги отсечувате од живот. Ете, толку ги бараме. Значи, тоа се 3 километри, по 1 километар за секое село. Пари немате. Ајде предпоставете една ситуација кога ќе заврне снег, како изгледа таму. Знаете ли кој е единствено превозно средство во овие села? Во нормални услови, не на снег. Магари. Ништо друго. Во 21 век. Знаете ли дека овие луѓе по 2 пати во годината можат да се снабдат со храна? Како војна. Живеат во војни услови. Сега, ако се симнат навреме во општина Карбинци или во Штип, да си земат намирници за да може да го поминат зимото. Знаете ли минатото зимо дека гори имавме ризични состојби, дека со хеликоптер на луѓето им симнуваа храна и лекови? Зар така треба да живеат овие луѓе со хеликоптер во 21 век, да се за 1 километар да се снабдуваат луѓето со основни животни намирници? До ова дереđи ли дојде овие граѓани? Лекар нема шанси. И таму има мали деца, и таму има бебиња, и таму има возрастни луѓе. Знаете ли што значи цело зимо да немаш пристап до лекар, пристап до амбуланта, пристап до институција? Која блокираност е таму, кој распад на системот? И објаснување амандманот не се прифаќа. Толку. Ама најдобро ќе биде заедно да отидеме таму да им објасните зошто амандманот не го прифаќате. Многу е лесно од топла просторија да се каже амандманот не се прифаќа.
Ама прашајте ги како живеат тие луѓе таму. Па се чудиме, после се иселуваат, па ќе се иселуваат. На такви неуслови за живот ќе се иселуваат. Веќе полека, може би наредната година и нема да ги бараме овие амандмани, бидејќи ќе нема жители веќе во тие села. Толку. Веруваа во органите, веруваа во власта, им се заканувавте. Тие се плашат, тие се страшливи луѓе, се плашат од власт. Им се заканувавте со одземање на трактори, со испишување на деца од училишта, уште со што не им се заканувавте за да гласаат за оваа власт? Ама оно што треба вие да им го дадете за возврат, не може, амандманот не се прифаќа. Зошто? Така си сака. И ви напомена дека ова веќе не е срамота, ова е веќе греота. Ако вака продолжите со еден ваков однос, може би е преостро и прегрубо, ќе направите геноцид во 21. век. Ја знаете ли колкава е смртноста таму во тие краишта? Знаете ли дека луѓе и мали деца умираат од банални болести, од неможноста за да дојде навреме на лекар, бидејќи нема пат? Знаете ли дека таму пристап нема брза помош, дека таму нема пристап лекарска екипа? Нема со што? За 1 километар. Заменик министер, ова е премногу. И од ВМРО, и од ДУИ е премногу. Ги нема парите, готово, украдени се парите. Што мислите вие, за овие пари ќе одат на народот? Овие пари се завршени. Срамота и греота за ваков несериозен однос и за ваква кражба во манифестот и во отчетот пред очите на граѓаните. Мислите дека нема да видиме, дека не читаме? Благодарам.